Добре дојдовте во уште една таунхол дебата на топ тема на ваша страна. Овој пат наш домаќин е Институтот за европски политики од Скопје во првата национална ЕУ дебата, подготвена според стандардите на Стенфорд, Универзитетот од САД, а поддржана од програмата Цивика. Компетентни соговорници вечерва на дилемата зошто и како во Европската Унија, политичари и интелектуалци наспроти 150 граѓани. Можностите и предизвиците за пристапувањето на Македонија кон Европската Унија низ призма на граѓаните, што очекуваат да се подобри, од што стравуваат. Првата национална дебата за ЕУ, подготвена според стандардите на Стенфорд Универзитетот од САД, опфаќа анкета за ставовите спроведена на повеќе од 1000 испитаници од цела држава. 150 од нив се собраа во Скопје да ги осознаваат и расправаат различните демократски и економски аспекти од процесот на пристапувањето. Со своите прашања Македонија во ЕУ, како и зошто, произлезени низ тој процес, ги соочуваат Талат Џафери, председател на Собранието, Никола Димитров, министер за надворешни работи, Никола Поповски, пратеник на ВМРО ДПМНЕ и Беса Арифи, универзитетски професор. Со дебатата, прва од ваков вид во Македонија, втора во поширокиот регион, почнуваме за кратко. Добре дојдовте, ова е вечерашната таунхол дебата, прва дебатна анкета во Македонија, организирана според стандардите на Стенфорд Универзитетот од Соединетите Американски држави. Да објаснам што значи тоа. Спроведена е претходно истражување на над 1000 испитаници, од кои 150 имавме во Скопје, овдека во хотелот Континентал. Тие цел ден дебатираа на различни теми и на различни прашања, од што конципира и соодветни прашања кои ќе ги упатат вечерва до нашите панелисти. А тоа се: добре дојде за господин Талат Џафери, председател на Собранието. Мирсо Џетам, драго ми е дека сме заедно. Господин Никола Димитров, министер за надворешни работи, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Госпоѓа Беса Арифи, универзитетски професор, добре дојде и за вас. И Никола Поповски, поранешен министер за надворешни работи, сега пратеник од ВМРО ДПМНЕ. Добре дојдовте и вие. Правилата се едноставни. Имаме 12 групи, секој од групите има своји прашања, во интерес на времето ќе ги замолам паналистите да се движат некаде во некои рамки од околу 2 минути, за да можеме да осигураме не само искажување, туку и дебата. Мојата улога вообичаено е само модераторска, а главниот збор им го отстапуваме на нашите гости. Ценетата публика вечерва ги има од сите возрасти и од сите краеви на Македонија, вкупно 150. Првото прашање, како што реков, работеа во групи, а првото прашање доаѓа од петтата група и го поставува Елена Николовска. Повелете, Елена, со вашето прашање. Благодарам. Добро вечер и од мене. Прашањето од петата група е следното: дали постои политичка согласност помеѓу сите политички субјекти за реформските приоритети за во Европска Унија? Значи, прашањето е дали постои согласност помеѓу политичките субјекти од власт и опозицијата околу реформските приоритети за членство во ЕУ, и сметам дека нема покомпетентен да ја почнеме дебатата од господинот Талат Џафери. Заради преводот ќе ве молам сите да ги вклучувате и микрофоните. Господин Џафери, повелете. Фалендерит пар мунцинќата прононцојами пар чошто. Благодарам за можноста која ми се даде. Пикришт
особено доаѓа по завршување на една седница, парламентарна седница во врска со програмирање на средствата за 2018 година и при донесување на одлуката може да констатирам дека особено сите политички субјекти каде се опфатено парламентарното мнозинство, сметам дека ова е првиот сигнал кој што кажува дека политичките субјекти имаат ист став во поглед на приоритетите, реформските приоритети од економски аспект за пристапот кон наредниот буџет и наредните политики кои што ќе придонесат за добросостојбата на граѓаните, така што мојот став е позитивен во поглед на вашата констатација дали има. Значи, одговорот е дека има консензус за политичките аспекти во сферата на создавањето на политиките и во парламентот и во владата, со оглед на тоа дека парламентот е оној кој што ги опфаќа сите субјекти за извршните власти. Господине Џафери, господине Поповски, со оглед на тоа што доаѓате од опозицијската ВМРО, кој е вашиот став за ова прашање? Не мислам дека постои било каква дилема околу целта. Доколку зборуваме за цел, што сакаме да постигнеме, како ја гледаме Македонија, мислам дека темата, односно фактот дека сите сакаме да биде во НАТО и во Европската Унија што е можно поскоро, има национален консензус и не верувам дека има сериозен политички субјект во државата кој би го сменил тој приоритет. Во однос на методите, видувањата се различни. Не сметам дека сме во фаза во која би можеле да речеме дека приоритетите се видени од иста страна или од исти агол од владеачкото мнозинство и од опозицијата, од проста и едноставна причина што приоритетите веројатно се дадени многу пред да ја имаме ова констелација. Очигледно е дека владеачкото мнозинство се уште е во кондиција на тоа дека нешто не се исполнило од минатата влада, а многу помалку во кондиција што е тоа што ние треба да го испорачаме. Јас мислам, нерелевантно од тоа како ги гледаме работите како позиција или опозиција, најбитно е гледиштето на граѓаните. И верувам дека најголем дел од граѓаните во Република Македонија велат да на прашањето за НАТО и за ЕУ, но исто така верувам дека одговорот се содржи во тоа што имам јас како придобивка од таа приказна. Доколку тоа значи повисок стандард, повисоки плати, унапредување на економијата, поголема сигурност, безбедност, предвидливост во државата, сите сме на иста страна. Доколку зборуваме во флоскули за тоа дека треба НАТО и ЕУ и за тоа е крив некој друг затоа што не исполнил ваква или таква реформа, мислам дека гледиштата се различни, но тоа е она што ќе го верификуваат граѓаните и ќе можат да го оценат за определен временски период од сега. Господине Димитров, има ли консензус и што е исто или што е различно меѓу партиите во природот? На ниво на цел, мислам дека има консензус, тоа не е спорно. Проблемот е која ќе отвориме кутијата и која ќе ги разгледаме детаљите. Ние имаме ситуација кога последниот извештај на Европска комисија вели поради феноменот на заробена држава, институциите во Македонија не може да функционираат. И ние сме сега во еден тест дали можеме институциите да ги направиме барем исто толку силни колку што се покажа нашето општество и нашите граѓани во смисла на мобилизацијата и жетта за правда и за одговорност. Мислам дека ќе треба да научиме повеќе да работиме заедно, меѓутоа ќе треба тоа да го направиме на основ на принципи. 3 клучни прашања ше. Дали можеме сите заедно да се согласиме дека судиите треба да бидат независни и да судат независно? Дали можеме сите да се согласиме дека прислушкувањето нема да се злоупотребува и ќе создадеме модел за таква работа веќе да не се случи? Дали можеме да се согласиме дека нема да влијаеме врз медиумите да известуваат вака или онака, туку дека ќе бидат слободни? И дали ќе градиме сите заедно департизирана јавна администрација? Докаде ќе одат партиите во партиско-политичката интервенција во кадровската политика во нашиот државен апарат? Негде мораме да почнеме, мислам дека тоа многу брзо ќе се види докаде сме. Мислам дека фактот што собранието изгуби 2 месеца дебатирајќи дали Зврлевски треба да се смени, човек чие што име стана синоним за проблемот за неказнивост,
очигледно кажува дека сме на самиот почеток од градењето консензус. Господи Арифи, како сето ова и овие различни ракурси на гледање изгледаат од агол на независен посматрач на проблемите? Па од агол на независен посматрач тоа изгледа прилично јасно. Бидејќи има консензус во кај сите политички субјекти дека целта е таа, дека треба да се интегрираме во Европската унија и во НАТО, тогаш зашто би требало да се губи толку енергија во работи кои што би го оневозможувале тоа. Бидејќи целта е иста, тогаш треба сите заеднички да работат кон таа иста цел и да не обструираат процеси кои што се важни во таа насока. Јас мислам дека во таа прилика треба да се искористат видувањата кои што се наоѓаат во релевантните меѓународни извештаи. Особено тука мислам под извештај на Европската комисија за напредувањето на Република Македонија, кој што извештаи ги добиваме годишно. Последниот извештај беше доста критичен и треба сите да се осврнат, сите политички субјекти да се осврнат заеднички на тоа, наместо да се кажува дали е тоа во право или не. Тоа извештајот, тоа се работите кои што Македонија треба да ги исполни за да се зачлени во Европска унија и во НАТО. Мислам дека таму заедничката работа е најбитна. Не е доволно само декларативно да се каже тоа дека сите сме за таа цел, туку и вистински да се работи кон тоа, вистински да се работи кон исполнување на тие приоритети и на тие задачи кои што Европската унија ни ги дава преку тие меѓународно релевантни извештаи кои што ги спомнавме. И мислам дека треба конкретни чекори да се превземат од страна на сите политички субјекти кон исполнувањето на тие конкретни задачи. И тука таа декларативна работа дека сите сакаме да се интегрираме во ЕУ и НАТО и таа цел која што е поставена и заедничка за сите, мислам дека најдобро ќе се види во тоа дали ќе има и понатаму обструкции кон работата на институциите и кон исполнувањето на тие реформи кои што треба да се испорачат во одреден временски рок. Ви благодарам, јас споменав дека нашиве групи вредно работеа и како што ги гледам, а јас предмалку ги добив нивните прашања, има доста и конкретни прашања и еве поминуваме на дел од она што го навестивте како дел од тој список на приоритети. Група 11, Флямур го молам со прашањето за група 11. Повелете. Ве молам само микрофон за да се обезбеди и соодветен превод. Дозволете ми на почеток да ги поздравам панелистите. Би сакал да поставам едно прашањето. Дали имате точни рокови за спроведување на реформите во судството и независните медиуми? Господине Џафери, некако мораме да почнеме од вас, иако го имаме и господинот Димитров, кој што како влада го поднесува планот 369, но ајде овој пат и повторно со вас. Јас разбирам дека се треба да почне со мене и да заврши со мене, затоа што сум председател на собранието и сето тоа што значи проекција од екзекутивата мора да заврши во парламентарна процедура, се разбира. Парламентот има временски тајминг за спроведување на реформските процедури, особено во однос на законите кои што се однесуваат на судството, вклучувајќи тука и сите аспекти кои што ги подразбираат реформите во судството, сите закони, група закони кои што треба да се усвојат до 15-16 декември и изборот на новиот обвинител, изборот на новите тројца уставни суди. Ние сме во постојана комуникација со председателот на државата за двајцата предлози за уставни суди кои што треба да дојдат од председателот на државата. И во овој контекст, во моментот, значи во комуникација сме за да имаме исто така и до
постигнување консензус за законите за кои што се потребни двотретинско мнозинство, кое што не може да биде без опозицијата, заради тоа јас сум во постојана комуникација и со опозицијата, односно со координаторот на политичката група на опозицијата, за да постигнеме договор околу тоа. Но јавноста мора да има предвид дека ние сме и во постапка за усвојување на буџетот за 2018 година, кој што ќе бидат потребни некаде 15 работни денови, ќе почне на 19 ноември, а треба да заврши на 15 декември со усвојување на буџетот за една година, и заради фактот дека Комисијата финансии и буџет дебатира за буџетот 10 дена, заради тоа не може да имаме и парламентарни седници, затоа што работењето на оваа комисија директно се пренесува на телевизискиот канал, на Собранискиот телевизиски канал, и мислам дека откако ова ќе заврши собранието, ќе продолжи со постапката, и после откога ќе се усвои буџетот, ќе можеме да продолжиме со останатите реформи, вклучувајќи ги и прекинувам, бидејќи ви стече времето, само малку попрецизно. 369 планот е прецизен, некаде март-април идната година се очекуваат некои конкретни резултати. Дали во тие рокови може да се исполнат? Токму за тој аспект да говорам, за непосредните приоритети кои што треба да се завршат до крајот на годината, тоа не изборите за јуни, туку зборувам за непосредните работи кои што мора да се завршат до крајот на годината, и мислам дека парламентарното мнозинство и опозицијата имаат разбирање, имаат подготвеност овој пристап и ова работа да ја завршат во интерес на државата и граѓаните, овие активности ги завршат до крајот на годината, да ги испочитуваат роковите, затоа што освен законите кои што се однесуваат на судството, ние имаме некои други прашања во глобален контекст за позицијата на Македонија, кои што треба да ги исполниме во контекст на напредувањето. За санкциите од меѓународната заедница заради одредени работи кои што Македонија треба да ги исполни, мислам дека во дебатата во собранието кој успееме да ги спроведеме сите овие реформи, сакам и јавно да кажам дека сакам јавно да изразам благодарност и до активностите на опозицијата кои што покажуваат позитивен став во насока на спроведување на овие реформи и во сето тоа во интерес на граѓаните наспроти партиските можни интереси. Ова е мојот став во однос на собранието. Господине Џефери, господине Поповски, ова е реформите во судството беше прашањето и медиумите. Судството е една од најболните точки, меѓутоа и оние со најмногу конфликт на релација со опозицијата. Вице-премиерот дојде кај вас да го, како дополнителен елемент и фактот што вице-премиерот беше кај вас да представи што е тоа план на владата или најави дека има такви намери. Што сето тоа ќе значи во однос на исполнување на роковите што се зацртани? Мала корекција, не е дошол, најави дека ќе дојде. Во таа фаза сме. Мислам дека прашањето пред се е фокусирано на временскиот период. Сега, одма, малку подосна и така натаму. Јас би го зел повторно за репери, би се согласил тука извештајот на Европската комисија. Еден од главните наоди е дека во Македонија имаме прилично добра законодавна рамка. Проблемот е со примената. Но тука доаѓа до израз она како секој од нас ги конципира тие проблеми зависно од неговиот интерес. Доколку се согласиме ние дека ни е потребно напредување во демократската култура, доколку се согласиме дека ни е потребно напредување во администрацијата или во функционирањето, да речеме, да прекинеме со поделбите наши и ваши и да одиме напред кон тоа што е создавање на зрели институции, видете го парадоксот со кој се соочувате. 5 месеци имаме влада, 5 месеци нема пратенички прашања во собранието на Република Македонија. Гениално. Значи, едно од клучните прашања за кои сме дискутирале дека треба да се промени, впрочем, би потенцирал дека владата дополнително во еден момент и упатува барање до собранието во кое вели не би сакале ние секој месец, туку ќе направиме секоја недела да има пратенички прашања. 5 месеци во нормална демократија, да немате пратенички прашања, и сега тука можете да излезете со мала лепеза на оправдување или алиби, не знам, ова не беше временските услови, ваму бевме, таму бевме, онаму. Не е битно.
Суштината е каква култура сакате да промовирате. Зборуваме за администрација. Јас би потпишал, сум бил член на влада, дека нас ни е потребна една професионална администрација посветена на работа, а не партизирање. Доколку зборуваме за тоа, времето не е клучно. Клучен е концептот кој ќе го промовираме. И сега што се случува паралелно со тоа? Вие имате закони во делот на администрација кои одат по скратена постапка и кои генерално ги намалуваат критериумите за вработување или напредување. Односно, даваат одврзани раце на политичар, без разлика од која политичка опција е, дали е сегашната позиција или минатата позиција и така натаму, да си регрутира или да отпушта луѓе зависно од видувањата. Медиумите беа спомнати. Заклучувајте, бидејќи поминаа. Медиумите беа спомнати. Мислам, трите теми кои клучни беа. Доколку вие навистина сакате да ја смените културата, ќе речете во ред, нема да потрошам толку многу енергија на перцепцијата, туку на суштината на работите. Се чини дека најголемиот напор во овој период се вложува токму на создавање на перцепција според методологијата дека клин со клин се избива. Предходно владата многу вложила внимание на медиумите, сега ние треба да вложиме многу повеќе за да го компензираме тоа. Според мене, не треба да го гледаме планот низ призма на дали утре или задутре или следната седмица ќе го направиме, туку колку ќе смениме суштински во начинот на однесување. Тоа е клучно за дали имаме демократија или немаме и колку одиме напред. Толку. Кратка реплика од господин Талат. Да, 5 месеци немање пратенички прашања, но во 5 месеци имаме 100 дена влада и 100 дена предизборие, за кое што собранието и не можел да работи. Но во една година имаме 5 месеци конститутивна седница. Да не се вратиме на таа тема и не би сакал да се вратам на таа тема, сите да разбереме дека што сме допринеле, односно не сме допринеле. Затоа размислуваме за иднината. И затоа викам, во иднина од овој момент понатаму имаме можност консензуално да ги решиме овие проблеми. По однос на пратенички прашања, 24 ноември е првиот термин можен за да се одржат пратенички прашања и тоа сум го најавил и до влада и тоа ќе биде и официализирано со соодветно закажување на седница на собранието. И во тој контекст мислам дека треба да прекинеме еднаш за секогаш со минатото, да се сконцентрираме на оно што е иднина и што треба да го правиме. Тоа ради граѓаните, не ради нас како Димитров, сосема кратко Поповски, очигледно тука ќе дозволиме малку дебата, па Арифи, па ќе преминеме на следното прашање. Поминете, повелете Димитров. Ова реплика ме подсети, иако ќе се согласам, нема да одам многу во минатото, ама немаше многу време за други работи од многу реплики во собранието и тоа сами со себе. Кратко да не биде вака овие прашања да останат неодговорени. За роковите. Мислам дека тука има два аспекти. Едниот аспект е реформите нема да завршат никогаш. И земји членки имаат потреби од реформи, некои повеќе, некои помалку, нема таму да навлегувам. Така што ова е еден процес, секогаш ќе мора да вложуваме во демократската сила на нашето општество, секогаш ќе мора да негуваме меѓуетнички односи. Работата во овој момент е што се создава еден контекст што Македонија мора да го искористи или мора да направи се за да го искористи. Тој контекст е стратешки документ во февруари, самите Западен Балкан во мај и големи очекувања од Европскиот совет во јуни. И во оваа смисла ние мора до крајот на оваа година да испорачаме видливи резултати за да и помогнеме на Европската комисија и на комесарот Хан да ни помогне. Тука има, мислам, два закона во делот на правосудните реформи што се надевам ќе успее собранието да ги усвои. Меѓутоа, и овде се согласувам со пратеникот Поповски, имплементацијата е многу поважна од законите. Ви благодарам. Имаме конкретни прашања. Господја Арифи, по 15 секунди и 20, бидејќи имаме конкретни прашања токму во овој контекст. Атër të përgjigjem në pyetjen tuaj lidhur me afatet. Ќе одговорам на вашето прашање во врска со роковите. Мислам дека не треба да се врзуваме. Дека сите реформи не можеме да ги врзуваме со рокови. Меѓународните извештаи, доколку го прочитате извештајот на Прибе, исто така истакнува дека некои реформи
не може да се спроведат за многу краток период. Например, проблемите во судството не може да се решат во 2 или 3 месеци, меѓутоа сепак има закони кои што може да се усвојат до нова година и кои што ќе покажат почеток за спроведување на тие реформи. Например, законот за измене законот за сведоци, кој што го бара специјалното повинителство или пак тоа се конкретни закони кои што преку постапка во собранието може и да се реализираат, а тие се дадени како барање од страна на Европската унија. Значи, мислам дека треба да се постават приоритетите, реформите сигурно дека ќе траат, тие ќе траат и многу подолго откако ние ќе влеземе во Европската унија. Ние ќе треба да продолжиме со реформите во сите области. И вашите 15 минути, па имаме и конкретно прашање. Само една реченица имав конкретно која сакав да ја спомнам во да игнорираме тоа дека опозицијата бара да има пратенички прашања, нерелевантно е. Да поверуваме дека има искрени намери на вистина да има дебата во собранието. Чуму тогаш владата би правила пиар операција со праќање на порака во јавноста дека не би сакале ние секој месец да има пратенички прашања, него секоја недела. Ова го кажувам од проста и едноставна причина. Мислам дека не треба да се враќаме назад, треба само да гледаме напред. Но стравувам дека владината коалиција во моментов е многу повеќе фокусирана на формата и на фасадата, многу помалку на суштината. Ние треба да смениме некои пристапи сериозно, суштински, ако сакаме да имаме поинаква позиција во иднина. Значи, непотребно е тоа. На некој начин не е битно дека го бара опозицијата. Ги потценувате граѓаните кога правите операција од тој тип, дека сме барале сега секоја недела да има, а изговор секогаш ќе се најде. Јас верувам дека има луѓе кои искрено посакуваат таква дебата да се случи. Немам никаков сомнеш околу тоа, но резултатот треба да го гледаме. Една реченица, но да биде една, а не 5 како на господинот Попов. Во контекст на ово, работите во собранието не се одвиваат по барање, него по деловник. Во моментов деловникот предвидува последен четврток во месецот пратенички прашања. Алтернативата е за дебата во собранието. Како и зашто ЕУ е работниот наслов на оваа дебата и продолжуваме со конкретни прашања околу реформската агенда. Ја молам Жаклина Ангелковиќ од група број 9 со нејзиното прашање. Ве молам за Кои би биле мерките кои ги превземете за департизација и деполитизација во судството и јавните институции? Тука би почнал со сугестија, експертска. Професорке, што треба да се преземе, па потоа, еве, господин Димитров да ни објасни што тие предвидуваат во планот 369. Дека првата работа која што треба да се покаже во тој аспект на департизација и деполитизација е владата, министрите и јавната администрација да не го прави тоа што го правела до сега. Значи, првата работа е да се воздржи од тој начин на кој што се влијаеше врз работниците на јавната администрација, на тој начин што се условува да одат по политички митинзи, да прават одредени работи кои што не им личи да ги прават. Мислам дека првиот чекор е тој, значи, тие кои што се во позиција, тие што се функционери, тоа да не го прават. И тоа е работа која што тоа го нема во законите, секако, значи ниту еден закон пишува дека тоа треба да се прави, значи тоа е работа на политичка волја, и како да кажам на етичка волја, етичка морална волја на самите институции тоа да не го прават. Освен тоа, треба да се ревидираат сите постапки како внатре во институциите, а и законски мерки да им се овозможи на работниците во администрацијата да пријават и да бидат заштитени кога ќе имат такви инциденти, некој властодржец, значи да направи работи кои што не смее да ги направи, да ги тера на одреден начин политички да се однесуваат. Мислам дека се тие две важни улоги, да не одземам повеќе време, тоа е долг процес и голем процес, меѓутоа со овие две работи би можело да почне евентуална департизација и деполитизација на институциите. Со тоа што реков, првиот чекор е воздржување од правење на таа работа и другиот чекор е за воспоставување на механизми како значи службениците во државната администрација би биле заштитени од такво политичко влијание. Господин Димитров. Во принцип мислам дека ова е задача за сите нас. Ако оставиме само на партиите,
инстинктот ќе биде да си ја држат контролата и ќе бидат присутни и во администрацијата, и во судството, и во медиумите. Така што, она што охрабрува на долг рок и сега, и многу би било добро да остане, е будноста на граѓаните, на граѓанското општество. Тоа што граѓанското општество на некој начин беше дел од оваа мобилизација, меѓутоа сега критикува, е многу корисна работа. Конкретно за судството, мислам дека мора во стратегијата што беше предмет на широки дебати, и експертска јавност, и општа јавност, уште не е усвоена, беше еднаш, два пати во два наврати консултирана Европската комисија. Мора Академијата за суди и јавни обвинители да се земе многу посериозно. Два пати беше одложено влегувањето во сила за судиите да не влезат преку тој филтер, туку од страна. После се искомпрометира и целиот процес. Во делот на политичкото тело што беше притисок врз судии, Совет за утврдување на факти. Мислам дека законот е токму сега во собрание, тоа тело треба да се укине. Во делот на, еве да речеме, во моето министерство, некојаш не се работи само за закони. Што е тоа што ќе го правиме? Дали ќе се бориме за кариерни дипломати да бидат амбасадори или за политички поставени луѓе да бидат амбасадори? Дали ќе се обидеме да ги поправиме неправдите? Ние имаме луѓе со повеќе од 10-12 години дипломатски искуство, одлични луѓе, многу способни луѓе, кои што имаат се уште ранг на почетник. А имаме луѓе што влегле од страна, со висок ранг на амбасадор, министар, советник и така натаму. Ова е борба и ние после оваа криза имаме шанса, бидејќи видовме што се случува, ако се олабавиме. Имаме шанса сите да пораснеме, заедно, и граѓаните, и политиката, и целото општество. Ви благодарам, одиме со Мартин Николовски од Повелете. Не мора на секој прашање, јас се обидувам да поминеме голем дел, па да се вратиме на дебата. Суштинско. Повелете. Прфат кеч. За жал. Или за среќа, за моја среќа, јас имав можност да бидам носител и на законодавна и на екзекутивна функција, и како министар за одбрана, сега како председател на собрание. Концептот е дека пристапот кон оние што се вработени и кои што имаат политички бекграунд, да имаат и право на политичка определба. Меѓутоа, работата дека има работници и неработници. И тоа треба да биде принципот при третирање на оние кои што ги спроведуваат воспоставените политики. Законите се добри во однос на определување на нормите за унапредување на вработените, но немаме практично спроведување, тоа што го кажа министерот. Имате државни службеници кои што 10 години се помлади работници, а имате државни службеници кои што од страна влегле и станале раководители на сектори. И ова треба да се разгледа како прашање. Исто така и наш политички менталитет е колку ќе бидеме професионални во политиката и колку ќе бидеме професионални во задачата која што ја спроведуваме при во нашето работно место. И како министер за одбрана, и како председател на собрание, имам да кажам дека јас немам политички пристап кон оние кои што професионално се вршат работата. Тоа беше исто и со генералниот секретар предходниот генерален секретар, како и со вработените во собранието. Никој од нив нема почувствувано некој проблем на работното место со моето доаѓање. Ова е соодветен пристап, меѓутоа ова е мој пристап. Друг може да е пристапот на оние кои што ги организираат седниците, ги организираат вработените, не знам, но овој сушност ние треба да го сменеме нашиот менталитет, не менталитетот на луѓето. Благодарам. Еве господин. Многу кратки поенти. Кои се значајни. Број 1. Македонија е се уште земја во која може да привлече квалитет во јавна администрација. Во многу земји тоа е сериозен проблем. И затоа, во просек, во македонска администрација можете да најдете квалитетни луѓе кои можат да влечат напред и кои веројатно ќе бидат фактор плюс
во моментот кога ќе пристапуваме и ќе влеземе во Европска унија. Тоа не е случај секаде. Земји членки на Европска унија имаат проблем бидејќи ако си добар и способен одиш во приватен сектор, не остануваш во јавна администрација. Јас бев соочен со јавна администрација прв пат како член на влада, претходно не сум работел во јавна администрација во Македонија и главната констатација е дека имаме луѓе и ресурси. Тоа е многу битна работа. Втората работа. Една од клучните работи кои ги направивме во реформи беше воведување на кариерен напредок во рамки на Министерството за надворешни работи. Претходно немаше кариерен напредок. Со реформата, со измените во законот, направивме кариерен напредок, што значи дипломатите после определен број на време преминуваат во следното повисоко звање. И тоа е некој начин автоматизам доколку не направиле крупна грешка. Третото прашање. Мене како граѓанин или како даночен обврзник не ме интересира каква е вашата кариера и дали сте дошле кариерно или не, битен ми е резултатот. А резултатот, доколку го гледате за земја од големина на Македонија, може да се сумира на неколку работи, например промоцијата и презентирањето на земјата, но може и да се мери преку колку инвеститори сте донеле, колку контакти такви сте направиле, колку работни места сте отвориле. Во рамки на 6 години, најмалку 8 амбасади имаат донесено најмалку 18 инвестиции во Република Македонија. Тоа е клучниот придонес. Дали дошле од надвор или напредувале кариерно од внатре е помалку значајно за некој што плаќа даноци. Впрочем, имате луѓе кои кариерно напредувале, а биле успешни, и исто така имате луѓе кои дошле од надвор и исто така биле успешни. Значи, критериумот е резултатот. Не може да биде критериумот кој како дошол. Благодарам. Имаме две реплики, меѓутоа ќе ве молам да бидеме сосема кратки, бидејќи сме се уште на четвртото прашање само. Факт е, имаме закони совршени. Државен службеник во текот на времето, во рок од 2 години, 3 години, 5 години, 10 години треба да напредува од А, Б, Е и која скалило. За секоја година, односно за секоја напредување треба 5%, 10%, 15% да добие на плата. Нажалост, не го спроведовме тоа и не може да се пофалиме со тоа. Завршувам. Зборуваме неколку пати што правиме на хартија, што се случува во реалност. Се спомена системот на кариера, 4 години нема редовно оценување на државните службеници во Министерството за надворешни работи. 4 години. Иако тоа е опрска. Добро, јас сум на тоа упатен повеќе дневно. Мислам дека е клучно, и ова исто се согласувам со резултатите, меѓутоа резултатите се многу поголеми тогаш кога има надпревар на способни, а не надпревар на послушни. Ние, за жал, факт е дека имавме надпревар на послушни, предизвикот како општество ние да го направиме тој културен скок сега, во нашиот менталитет. Способните, да не гледаме кој чиф е, кој го вработил, во чија партија членува, да видиме дали е човек способен. Провокативни и очигледно добро се подготвиле нашите домаќини, практично публиката денеска. Група број 6, Мартин Николовски со следното прашање ве молам. Благодарам. Да можеме и да контрареплицираме или прашањето на група број 6 до денешните панел дискутанти. Јас се обидувам само да бидам рационален. До сега поминаа 35 минути, само 4 прашања, а имаме само час и половина. Еве, ќе се обидам следни меѓутоа да бидеме коректни и кон господинот Поповски. Но ве молам репликите на вистина да бидат кратки, бидејќи во режија имаме можности за тајмер, ќе го пуштиме па ќе одиме и со тајмер, ама некако подсетува тоа на избори и ограничување на дебатата, што не ни е целта. Повелите, господине Поповски. За претходното прашање. За претходното реагиравте дека не ви дозволив да реплицирате на репликата. Да, точно. Јас сакав само следно да го прашам. Дали не е спроведена кариерното напредување во тој временски период и бидејќи министерот бил раководител на наше ДКП, дали го спровел оценувањето во тој временски период за да знаеме како постапил во рамки на тие законски постапки. Тоаш би било фер да дадеме оценка на целокупниот систем. 10 секунди за господинот Димитров, а јас ви ветувам дека ќе ве поканам двајцата заедно на дебата, па само ќе дебатираме за состојбите во Министерството за надворешни. Ќе одговорите сега или ќе се чувате за дебата?
Повелете 15 секунди сега. Мислам дека за првата немаме недоразбирање. На хартија да, во реалноста не. Тоа го спомнав и јас во мојата реакција. А додека бев амбасадор во амбасадата на Република Македонија во Холандија, таква работа се правеше. Тоа беше крајот на 2013 година. Има многу што да се кажете, ви реков, ќе ве повикам на посебна дебата. Одиме со Мартин Николовски, група број 6 и вашето прашање. Повелете. Прашањето на група број 6 до денешните панел дискутанти е следното. Дали Република Македонија има јасно дефинирана стратегија и капацитет за имплементација, мониторинг и контрола на регулативата која што треба да обезбеди владење на правото и реална поделба на власта? Благодарам. Повелете. Законодавецот Лиѓванси Сметам дека Република Македонија ги има дефинирано сите овие прашања кои што ги дискутираме. На жалост, во пракса не се спроведени и не случајно оценувањето на работата на институциите е таква каква што е. Затоа целта е да се врати улогата на институциите онама каде што треба да биде во согласно со тоа што е уставна одговорност на институциите на Република Македонија. Непосредно беше да се врати улогата на парламентот како наблюдувач на сите други и сметаме дека сме на добар пат. Но тоа не значи дека треба да бидеме задоволни од оваа ситуација. Последната спроведена анкета резултираше со тоа што парламентот беше оценен со 3,8, односно 4, но претходната оценка беше не поголема од 3. Ова дава надеж дека треба да се врати местото и улогата на институциите онама каде што вие го поставивте како прашање, но тоа значи дека ние треба да бидеме задоволни од оваа ситуација, туку треба да ги подобриме и уште повеќе односите во институциите меѓу еден меѓу друг и така натаму. Ви благодарам. Мислам дека ова би било доволно во однос на ова прашање. Одиме со прашањето од група 9, кој што очекувам дека ќе предизвика многу поголема полемика. Митановска Александра, ве молам со вашето прашање. Александар, се извинувам. Сметаме дека пописот е од огромна важност за Македонија, како и за нејзината интеграција во Европската Унија. Дали вие сметате дека тоа е важно и доколку да, кога планирате тоа да се спроведе? Сосема кратки одговори од Пописот започна во 2011 година и секако дека се прекина поради тоа што се констатираше дека не се почитуваат сите стандарди кои што треба да се регистрираат за попис на населението. Пописот на населението е непосредно прашање, но констатацијата, целосната констатација дека не може да има попис со двојни аршини. Без да ги решиме прашањата во поглед на пописот, ако не може да имате попис ако не попишете што денес се наоѓа на некое друго место заради фактот затоа што тој е државјанин на оваа земја, дали ќе се попише вака или така, мора да се изврши попис на секој кој што има македонско државенство. Заради спротивставеностите кои што се појавија во 2011 година, тој процес мораше да се прекине и беше донесена одлука истиот да биде прекинат. Значи, има пописот мора да се спроведе, но треба со консенсус да се утврдат критериумите за спроведувањето на пописот. Критериумите за наш попис со критериумите на Евростат имаат диаметрална разлика во однос на статусот на нашите граѓани. Нашите граѓани не можеш да ги сметаш како диаспора, доколку тие имаат и духовна, и ефективна, и економска поврзаност со земјата. Земјата мора да ги има и да ги почитува европските
стандарди. Доколку за сите други прашања важи критериумите како се спроведат стандардите кога Македонија ќе стане земја членка на Европската унија, тогаш тоа треба да важи и за пописот, дека критериумите, европските критериуми ќе се важат кога земјата ќе стане членка на Европската унија. Ова е причината која што беше главната пречка во однос на неспроведување на пописот. Професорке, држава без попис, што значи? Како дополнување? Сигурно дека од големо значење да се спроведе пописот. Затоа што бројот на населението е еден од основните елементи на државата и мора јасно да се знае. Долго време не сме имале транспарентен попис на населението. Сигурно дека треба да се спроведе во согласност со меѓународните критериуми кои што се воспоставени во оваа насока и треба да биде спроведен преку еден транспарентен попис, транспарентен процес на кој што сите ќе му веруваат. Во оваа насока таков попис е потребен и заради статистичките податоци. Благодарам, бидејќи рековме работниот нас. Изборниот список и така натаму. Ајде повелете, меѓутоа. Не може изборниот список да има 2 милиони гласачи, а стандардите на Евростат се поинакви. Овие се разликите. Суштината за граѓаните е да имаат доверба, за да веруваат граѓаните треба да имаат исти стандарди. Не може за одредени прашања да важат европски стандарди, за други прашања да важат балкански стандарди. Тука е разликата, заради тоа сметам дека треба да имаме целина на корпус на измени. Димитров Поповски на ова прашање и одиме на следното. Сосема кратко, ве молам. Многу кратко. Мислам дека пописот прво е срамота просто, што толку време ние, колку време немаме? 16 години. 2002, да. 15-16 години. Мислам дека треба сите заедно да седнеме и да го деполитизираме пописот, односно меѓуетничките прашања врзани со односи меѓу политичките структури, можат тоа да го направат, да го релаксираат доколку има некаков договор. И мислам дека трендот кон кој што оди Македонија денес, а тоа е Македонија земја на сите и за сите, овозможува една таква платформа. Да не бидеме врзани толку многу фиксирани на бројките, да го релаксираме тоа, и време е да пораснеме во таа смисла, бидејќи 15-16 години е многу за една операција што е нужна за економски политики, за демографски политики, за многу нешта. Господин Поповски, имате вие коментар нов? Мислам дека од 2017 година смешно е во услови во кои се дискутира за кој ќе стигне на Марс прв, ние да дискутираме за по кој ќе прошета по домовите. Мислам дека податокот е достапен. Јас верувам во една методологија, тоа е дигиталната. Релативно лесно можеме да дојдеме до бројките и сметам дека клучот тука е дека треба навистина да направиме една поделба помеѓу фактот. Сите се граѓани на Република Македонија, за мене клучно прашање доколку зборуваме за интеграција во Европска унија, а никако да не дозволиме поради некакви бројки некој да губи или да добива право. Во моментот кога нас бројките ќе не станат поважни од правата, во тој момент мислам дека сериозно загрезуваме и демократскиот капацитет во државата. Доколку ова го одвоиме, дигитално релативно лесно се решава оваа равенка, многу поголеми земји од нас го решаваат овој проблем на културен начин. Кратко, господине Џафери. Во вид на прашање, дигитално да. Дали би прифатиле вие како родител да бидете регистрирани, детето ваше кој што на работа или на школување, а ги носи сите атрибути како и вие, на државност на Република Македонија, да не биде регистриран? Тука е дилемата. Не знам како реторичко прашање, јас според... Реторичко е во смисла. Повторувам. Дали би прифатиле попис на кој што вие ќе бидете попишани и евидентирани како родител, вашето дете кој што во моментов се наоѓа или на школување или на работа надвор, а е носител на сите атрибути на државноста во смисла и на документација и на све, да не биде попишан. Евростат го има регулирано ова прашање. Прашање е каде престојувате во последниот временски период. Откако ќе станеме членка на Европска унија, ќе работиме по Евростат.
Додека не сме членка на Европска унија, ќе работиме по балкански. Наш менталитет. Јас не се согласувам со тој концепт. Не треба да се согласуваме. Ние не зборуваме да се согласуваме ја и вие. Сега зборуваме за публиката да разбере суштината на проблемот. Затоа што и во публиката важи исто прашање. Дали некој од публиката би прифатил? Кратка реплика и преминуваме на... Суштината е едноставна. Мислам дека секој од нас може да се чувствува како сака. Има методологија која е утврдена. Ако ние сакаме да се однесуваме европски, можеме и без да бидеме членка. Доколку не сакаме, не мораме. Но, повторувам дека мораме да внимаваме на тоа и јас сум присталица, би се согласил целосно со тоа дека не смееме да станеме жртва на бројките. Односно стравувањето дека, не знам, ако нема таков процент, па тие права ќе се изгубат ваму таму, го губиме сенсот на едно демократско општество во кое би требало да функционираме независно од тоа каков е процентот. Не е суштина во бројките. Суштина е во статусот. Не може да биде државјанин на Република Македонија, а не е попишан затоа што по сила на прилики се наоѓа таму кај се. За ова може до утре и задутре да дебатираме во ситуација кога една математичка операција станува политичка, но ќе го нотираме како битно прашање. Одиме со група број 1, Катица Алексовска. Повелете со вашето прашање. Добар ден, поздрав за сите. Група 1, прашање е која е разликата од моменталната демократија која имаме од она што би ја имале кога би влегле во ЕУ, бидејќи темата демократија е доста распространето, беше во последно време и мислам дека прашањево би требало било кој би можело да го одговори. Не ве слушам, се извинува. Демократијата сега и демократијата која би влегле во Европска унија. Да, повелете. Во суштина, во поимањето на демократијата нема разлика, но разликата е во спроведувањето на демократијата. И во она што колективно демократијата во наши услови ја доживуваме како анархија, како живела слобода, све имам право, никаква обврска нема, за разлика од она што е демократија во Европа денеска, што важи сет на прописи кои што сме должни сите да ги спроведеме. Во суштина, тие прописи се пропишани и овде, но поради менталитетот тоа не го спроведуваме до крај. Тука е разликата. Имаме уште 3 минути до првата пауза, по 1 минута за сите, па одиме со останатите прашања, доколку има интерес. Ако не, ќе продолжим. Може би накратко само, скоро имав билатерална средба со министрот за Португалија, и објаснувајќи го македонскиот момент денеска и надежта, он објасни како патот на Португалија кон демократија во основа е многу тесно врзан со нивниот европски пат. И за нив членството во ЕУ во основа е печат на демократијата во Португалија. Целиот процес на пристапување во основа има за цел да ги трансформира нашите општества за да станат повеќе како европските, за да станат демократии, каде што ќе владае правото, а не еден човек или мала група на луѓе. И во таа смисла, целиот процес е во основа вежба, каде што поделбата на власта е појасна, меѓусебната контрола е појасна, и во таа сега тоа не значи дека штом влезете, сте ја завршили работата, и има известни сигнали кај некои земји членки, кои што си имаат свој предизвици демократски. Благодарам. Сосема кратко, господја Ариф и господин Поповски. Значи, не е дека ќе се смени начинот на кој што се организира државата, туку мислам дека разликата ќе биде во тоа што институциите ќе бидат појаки за да бидат независни во спроведувањето на тие принципи и вредности кои што ние веќе ги имаме. Меѓутоа, кои што како што гледаме од целиот панел не функционираат во реалноста. Значи, кога ќе се пристапи во Европската унија, тоа значи дека се дошло до тоа ниво институциите да бидат доста јаки, сами да си ги
спроведуваат тие работи кои што треба да ги спроведат и да има јасна поделба на власта и јасни контролни механизми меѓу тие власти. Мислам дека во тоа ќе се разликува начинот на спроведување на демократијата од тоа што го имаме денес и што ќе го имаме. Благодарам, господин Поповски. Демократија не верувам дека зависи од никого во Брисел, нити пред и после членство, зависи само тука, дома. Во Брисел единствено ќе имаме можност по долго време да ја практикуваме, па така на некој начин ќе не избрусат во практикувањата на демократијата. Демократијата зависи основно од тој што има моќ, колку е подготвен да му се ограничи таа моќ. Затоа јас сум најмногу посветен на тоа да видиме некој што зборува многу за демократија, колку е подготвен да ја ограничи моќта, а колку посакува да зборува за тоа што сите земји имаат опозиција, па ајде и ние да имаме опозиција, а во суштина многу би посакувал да седнат таму во ќошот, да не дискутираат многу, а ние да си тераме политика. Тука е балансот. Не е во Брисел, дома лежи. Тука ја правиме и првата кратка пауза за реклами. Продолжуваме за кратко. Имаме уште многу интересни прашања. Се враќаме назад со вечерашнава дебата. Продолжуваме со прашањата. Следното прашање доаѓа од група 7, Розета Арсова. Ве молам со вашето прашање да бидеме побрзи и поекспедитивни. Благодарам. Вака сега, дали се планира државен консензус за црвени линии на отстапки при влезот во Европската Унија врз основа на досега постигнатите билатерални договори, што би добиле, што би изгубиле и во кој временски рок тоа би се случувало? Господин Димитров, повелете. Не го чув првиот дел, така што би Дали се планирани црвени линии, консензус за црвени линии и отстапки за влез при отстапки за влез во Европската Унија? Веројатно тука се мисли и на името, така? Да. Па мислам дека е нужно да имаме став како нација. Сите граѓани заедно, организирани преку политички партии, да седнат заедно и да кажат кој е нашиот став. Грција тоа го направи во 2005 година и претходно на почетокот на 90-тите, бидејќи контекстот со европската агенда и она што престои во следниве неколку месеци, идната година и така натаму, мислам дека тоа ќе не притисне сите заедно да седнеме. Нема да биде лесно, бидејќи имавме многу различни природи. Не е тајна дека јас како гледам на работите, ние за жал направивме определени чекори што помогнаа на оние политички сили во Грција што сакаат да ја блокираат Македонија. И мислам дека Македонија не смее да ја храни таа блокада, туку треба да ја отежни, да ја направи безсмислена, безпредметна и така натаму. Така што и ќе има разлики во перцепцијата, во мислење, меѓутоа мора да седнеме и да разговараме. Во крајна линија, за овој процес да успее, бидејќи мислам дека има консензус барем околу механизмот, односно сите се согласни дека ова мора да се затвори со референдум. Мудроста на граѓаните е таа што ќе биде најголема и ќе пресече. За воопшто да се оди во таа насока, многу е важно да има барем елементарно разбирање и заеднички став. Господин Поповски. Нема сомнение дека има цела плејада на прашања кои ќе мораме да ги решаваме како нација. Било да се однесува на субвенции за земјоделци, било да се однесува на односите со соседите. Имаме веројатно разбирање дека треба да одиме во исправец, кон членство во НАТО и Европската Унија, но верувам дека се уште постојат разлики во однос на методологијата. Некои методологии се покажале како успешни, например, градењето на добри односи со соседите, создавањето на позитивна клима е нешто што веќе се негува поголем број на години. Сегашната гарнитура плови некако на бранот на создавање на тие мерки за градење доверба со Грција или заедничките седници на влада со Бугарија и така натаму, и ние мораме без разлика од политичка опција да поддржиме таков тип на соработка. Во однос на конкретни решенија, очигледно е дека сме имале различни пристапи. Мислам дека секоја
влада има право да гради сопствена политика, секој граѓанин или гласач има право да даде поддршка за една или друга опција, но мораме да бидеме свесни дека тука мораме многу да бидеме внимателни со тоа што е национален интерес. Да не навлеземе во некој концепт во кој не можете вие да ни побарате нешто што ние не можеме да ви испорачаме. Во таква ситуација ќе дојде до надпревар во тоа кој што ќе ви бара повеќе. Мора да биде тоа на еден достоинствен начин во кој нашата сплотеност дома ќе биде сигнал и за тие надвор дека има тука национален консензус околу тоа што функционира, што не функционира. Јас немам никаква дилема дека ни една сериозна политичка опција не би можела да го игнорира фактот дека членство во НАТО и во ЕУ се тешки процеси. И не можеме да кажеме дека тоа ќе го решиме од денес зутре. Но секој има права и обврски. И тоа важи и за оваа влада, и за претходната, и за било која идна влада. А околу црвените линии ви господин Џафери има да додаде? До аспект во секој аспект собранието подготвено да биде носител на процесот на постигнување на консенсус кој што е повеќе од неопходен во врска со овие прашања. Јас го разбирам и пристапот на сегашниот и поранешниот министер дека тоа треба да биде национално прашање, но тоа е државно прашање кое што ги опфаќа сите граѓани на Република Македонија, почитувајќи го и тоа што министрите го велат во врска со тоа, со емотивниот аспект на граѓаните на македонската етничка заедница. И мислам дека во оваа смисла граѓаните на Македонија имаат разбирање за ова чувствителност и затоа и политичките партии се внимателни при јавното декларирање, но сепак имаат подготвеност да бидат интегрален дел на процесот за да биде надминат со консензус од сите граѓани. Ова е прашање кое што ги сите граѓани, целата држава, а при тоа се има разбирање за чувствителноста, дека се работи за идентитетно прашање на дел од граѓаните. Затоа реков дека собранието е подготвено да биде носител на процесот на изнаоѓање и постигнување на меѓупартиски, меѓуетнички и меѓуграѓански и државен консензус во Македонија. Благодарам. Господи Арифи, тројца политичари, три различни ставови. Што да заклучим? Јас мислам дека по однос на ова прашање ние како држава треба да се однесуваме разумно. Да не мислиме само за црвени линии, туку да мислиме кон целта. Ако е целта влегување во овие структури, треба да се наоѓа кои средства би биле тие кои што нас би ни помогнале најмногу да го оствариме да ја оствариме таа цел. Нема земја во светот која што нема како да кажам дилеми или некои спорови со соседните земји. Во Република Македонија разликата е што има повеќе такви дилеми со повеќе земји. Долго време тоа било само со, значи, главниот проблем беше секогаш со Грција во однос на името и мислам дека доволно време е потрошено во тоа за да се разбере дека името на државата не значи и промена на идентитетот и затоа мислам дека во таа насока треба да мислиме. Тоа е важно државно прашање и мислам дека треба да се реши разумно и со одредена цел. Може споровите и понатаму значи да продолжат како што продолжиле споровите меѓу многу други држави, меѓутоа решение мора да се најде бидејќи инаку остануваме многу назад од многу важни процеси. И не сме да се користи како претекст за да не се влезе во такви организации кои што се за нас клучни. Група 3 биле многу креативни, еве имате и конкретно прашање, одат и чекор понатаму Искра Манојловска. Во овој контекст е прашањето, па да го слушнеме. Би било интересно дали ќе имаме одговор. Здраво на сите. Кога станува збор за грчкото непризнавање на името на Македонија, онаколу што двете најголеми политички партии во Македонија се... Молам со прашањето, директно, бидејќи навистина немаме време за елаборација. Ако не сме потребни ние како публика да се Не борете, меѓутоа со прашање немаме време за поголеми елаборации.
Добро, прашањето од групата во која што јас бев дел гласи како ќе биде референдумското прашање на референдумот кој што ќе се случи и дали ќе се прашаат граѓаните дали би прифатиле некакво решение за името или директно ќе бидат наведени предлозите за името. Три прашања до политичарите. Повелете кој ќе се нафати да одговори. Ајде, дипломатите, господине Димитров, вие повелете. Мислам дека е невозможно на ова прашање да се даде одговор во овој момент. Кога имаме многу долга пауза во самиот процес на разговорите за наминување на разликата околу името, кога воопшто не се знае крајот на тој процес, ако воопшто дојде, така што мислам дека е многу рано за одговор. Би било чисто импровизација, инаку референдумот е ветување, изборно ветување, и тоа е дефинитивно така. Три прашања, дипломатски одговор, одиме со група број 2 и Катерина Саламовска со нивното прашање. Група број 2, ве молам со вашето прашање. Ве молам со микрофонот да побрзаме. Јас сум група 1, меѓутоа нема проблем. Зошто сте толку сигурни дека ќе влеземе во Европска Унија? Значи, после 9 месеци, според изјавата нели за планот 369, а не влеговме изминативе 12 години. Добро работеа, добро се подготвуваа и еве сега поведете. Прво, никој не кажал дека за 9 месеци Република Македонија ќе биде членка на НАТО, односно Европска Унија. Затоа што првично за Европска Унија немојте да очекувате за 9 месеци да бидеме членка. Затоа што има поинаков процес за сето тоа. Реално, доколку некои работи кои што се започнати, се завршат, може да очекуваме 2018 година да биде година за членство во НАТО и да биде 30-та членка на НАТО. Но тоа зависи од нас, не зависи од никој друг. По однос на Европска Унија, сепак ја нема да зборам по однос на оно што го работеле и конкретно 20 министри, актуелниот и екс, но има друга процедура. Ние очекуваме, ако го направиме реформскиот процес, оно што е корпус на закони сега, наредниот извештај по однос на измените во методологијата на оценување на Европската комисија, која што оценка треба да биде во април идна година, да отвори и да определи неусловен, односно безусловен датум за отпочнување на преговорите. А од отпочнувањето на преговорите за членство во Европска Унија до завршување на преговорачкиот процес ќе помине време во смисла на сите оние аки и комунитер теми што треба да ги отвориме една по една, како што ќе успееме. Ако успееме за една година да затвориме, за една година ќе станеме членка. Ви благодарам. По една минутка за актуелниот и бившиот шеф на дипломатијата. Тешко е едно прашање да се одговори за една минута, ама еве, да не кратам 3 секунди потрошив. Мислам дека има 3 клучни моменти. Едно, ние цела генерација изгубивме чекајќи. Мене ми беше толку едно неверојатно бреме, бев сега скоро во Вилнус, таму подпишавме документ 2000 година, сите земји што го подпишаа се сега дел од НАТО, Македонија е единствената што е надвор. Значи, ние мора сериозно да се соочиме со реалноста дека може би е последниот воз пред нас, како Република Македонија. Се врати политичкото внимание што не беше особено присутно од земјите членки. Заради разни фактори, што немаме време да ги елаборираме, дел внатрешни, дел екстерни во контекст на Европа и Европската Унија. Кај нас поминавме една агонија како нација, која велам нација, мислам на сите граѓани, во западна смисла, да речеме семантички. Шанса ни е, нас, продемократските движења на Балканот гледаат надеж во Македонија. Пред неколку дена имаше состанок на медиумите од Балканот заедно со Европска комисија во Тирана. Они гледаат надеж во ова што кај нас се случува. Така што ние треба да се исправиме, да видиме дека имаме шанса и сите заедно да пробаме да си ја искористиме таа шанса, да почнеме преговори. Целта е да има политичка одлука во јуни, Македонија
да почне преговори. Господин Поповски, 1 минута и за вас, па... Страшно интелигентно прашање со оглед на фактот што имаме двајца представници од владина коалиција сегашна, која најавува 369 план, кои учествувале и дале активен политички придонес во минати влади кои се обидувале да го постигнат истиот резултат. Значи, искуството не можете да го купите на пазар, не можете во училиште да го земете. Имаме актери кои го имаат стекнато тоа искуство низ пракса, затоа е одлично да ги поттикнеме и да ги коригираме во насоката да не се фокусираат многу на маркетиншкиот дел. Значи, маркетиншки дел е кога зборувате 369. Во тој план, пресметката на владата е дека никој нема да седне да го прочита од граѓаните. Во тој план не е ништо измислено. Све е препишано од претходни активности, се работи за спроведување, многу помалку закони, многу повеќе пракса, и се игнорира фактот дека ние суштинската промена ја гледаме во делот, дали има повеќе пратенички прашања, дали има согласност за ограничување на моќта, дали врз медиумите не сакаме да влијаеме како што се влијаело 27 години и така натаму. Значи, праксата во таа насока треба да оди. Јас верувам дека можеме да направиме исчекор, во спротивно ние би требало да се откажеме како нација и да речеме никогаш нема да не примат. Мислам дека имаме капацитет и мислам дека повеќе треба да работиме на суштина, многу помалку на форма. И тука носат одговорност сите. И власт и опозиција. Благодарам. 2 минути, по 1 минута за двајцата, завршуваме со професор. Поттикот го прифаќаме, очекуваме поддршка, алтернатива за членството немаме. Господине Димитров. Само два моменти. Едниот, мислам дека да имавме една нормална политичка промена, овој разговор ќе беше соодветен. Мене малце ми пречи хипокризијата и демагогијата. Ако некој не нарекол заробена држава, значи имало заробувач. Ако имавме криза на неказнивост, значи имало проблем што нема правна завршница. Значи, далеку сме од овој тип на однос политички. И мора со ресет да го почнеме ова. И второ, третиот елемент што исто треба да се каже. Ние треба да најдеме начин да ја убедиме Грција да не блокира. Пробавме со клоцање, таа блокада се бетонираше и ги земавме сите аргументи на другите земји членки, практично стана безсмислено да се поддржува Македонија. Ги изгубивме пријателите и станавме земја каде не владее правото, туку еден човек со неколку луѓе околу него. Имаме само уште 2 минути до крајот. Не би сакал тоа да го заборавиме, бидејќи треба да бидеме реални. Соочувањето со реалноста е првиот чекор кон прогресот. Професорке. Зошто би влегле сега? Бидејќи неколку години веќе се трудиме тоа да го направиме и мислам дека со тоа што направивме големи промени како општество и некако озреавме во целиот тој процес, мислам дека и во Европа се гледа дека има напредок и дека има нешто друго што треба да се направи. При тоа, јас мислам дека треба да бидеме брзи и да како да кажам да реагираме брзо на таа како да кажам позитивна мисла која што ја гледаме дека постои сега во Брисел и да го фатиме тој воз, бидејќи ако го фатат тој воз уште некои други членки, значи од соседството, а ние пак остануваме надвор, ќе биде се потешко и ќе има уште многу повеќе прашања што треба да ги решиме пред да влеземе. Затоа, значи сосема на кратко, господин Поповски. Мнозинство добро е да прифати таков повик, но тој повик треба да го прифати низ гестови. Значи не да дискутираме зошто немаме пратенички прашања, туку да дискутираме како да го зголемиме контролниот механизам врз власта, како да го зголемиме независноста на медиумите и да се олабавиме. Заробената држава е опасна работа, најопасно е ако имате сега заробена влада која робува на минатото и која за секој нереализиран проект или чекор бара алиби што се случило, кој како направил и така натаму. Што и да било, има избори, граѓаните даваат гласови и мандат. Вие не смеете да бидете заробени, односно да ги заробувате државите на барање на алиби. Треба да нудите решенија и да ја влечите државата напред. А ние, да ви одговорам, ќе бидеме дел од Европската Унија, затоа што го заслужуваме тоа и затоа што тоа ќе биде исто толку придобивка за нив колку за нас. Никој тука не прави никаква услуга никому. Прагматично и рационално. Имаме само уште 30 секунди, господине Џафери. Па од зборови на дела.
Ви благодарам. Тука го завршуваме овој дел кој што го пренесуваме и во рамките на топ тема на ваша страна. Ви благодарам за присуството. Благодарност до ЕПИ и Стенфорд универзитетот и секако присутните граѓани чии што ставови, како што можевме да видиме, се очигледно провокативни и покажуваат дека ваков тип на дебата ни не е неопходен. Ви благодарам.